Предвремените парламентарни избори закажани за 12 април ќе се одложат. Така денеска беше решено во кабинетот на шефот на државата каде се одржа средба на лидерите на најголемите политички партии. Ако лидерите постигнаат договор дека изборите ќе се одложат, прашање е како тоа правно да се спроведе во услови кога собранието е распуштено. Таа задача им оставена на тим правни експерти кои ги одреди председателот Пендаровски, а кои ќе ги разгледуваат можните опции од што пак ќе зависи новиот датум за избори. Денеска донесовме политичка одлука за одложување на изборите, меѓутоа правните варијанти за имплементирање на истата требаат дополнителни консултации со експерти и со политичките партии уште еднаш. Верувам дека ќе се најдат и правните формулации согласно кои ќе се одложат изборите и согласно кои ќе се закажат изборите. Исто така, верувам дека институциите на системот ќе донесат одлука за прогласување на вонредна состојба во држава. Барањето за вонредна состојба лидерот на СДСМ го аргументира со зголемувањето на бројот на заразени од коронавирусот и потребата од менаџирање на ситуацијата. Опозицијата со тоа не се согласува, бара постепено воведување посебни мерки како и соодветно справување со економските последици. Најпрвин 30 на дена да се прогласи веднаш состојба на криза на целата територија на државата, дури потоа да се примени кон вториот чекор, а тоа е прогласување на вонредна состојба или пак некои понатамошни парцијални определувања на криза во определени региони кои што ќе бидат зафатени со пандемијата на коронавирус. Дел од лидерите побараат дополнителен ангажман од надлежните во кризните области. Институциите секогаш може да прават повеќе, нели? Се препорачуваат за хигиена, а од друга страна има информации дека има недостаток во многу аптеки. Во актуелната ситуација на распуштен парламент, вонредна состојба може да прогласи шефот на државата. Таквата мерка, меѓу другото, би значило дека владата би добила овластувања како собранието да носи уредби со законска сила. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.